Цар Самуил е бугарски цар, Кирил и Методи го ширеле бугарскиот збор, Преслав и Охрид се бугарски центри. Триумфализам во Бугарија. По 2 години битка конечно победиле. Во Скопје сме ја признале, како што велат, очигледната историска вистина. Бугарската радосна вест за нивните достигнувања и победи ја сподели тамошниот Национален круг за Македонија, платформа во која учествуваат бугарски професори, историчари и лингвисти. Задоволството кај источниот сосед следи откако министрите за надворешни работи на двете држави вчера ги објавија согласените препораки за заедничко учествување на 5 историски личности и измени во историските учебници. Победа за бугарската историска наука, двегодишната битка за одбрана на бугарската позиција во однос на историските спорови со Македонија стигна до првата победа. Колегите во Скопје официјално го призна очигледното, што и тие го знае всушност многу добро. Цар Самуил е бугарски цар. Учениците на Кирил и Методи на покана на кнезот покрстител Борис Михаил го шират нивниот збор низ бугарското царство. Преслав и Охрид се бугарски книжевни центри. Сето тоа треба да биде запишано во учебниците на децата во Македонија. Оттаму додаваа дека тие биле оние кои што ги убедувале европратениците во Страсбур во бугарската вистина за Македонија и успеале сето тоа да го протнат во францускиот предлог. Откако се израдуваа на нивните успеси и достигнувања против Македонија, велат немало да застанат тука. Ова било само првата победа, а следела и втора. Наред биле јазикот, браќата Миладиновци, Гоце Делчев и други. И понатаму ќе продолжиме да ги браниме бугарските интереси во споровите за јазикот и за личностите како браќата Миладиновци и Гоце Делчев. Воедноставовите кои што ги представија овие професори во суштина се истите со оние на бугарскиот претседател Радев, кој пред само 4 месеци при посета на претседателот на Германија Франк Валтер Штајнмајер од Берлин порача дека не смееле да дозволат легитимирање на македонизмот во Европската унија. Бугарското здружение го повтори ваквиот став и додадоа дека во Македонија не постоело бугарско малцинство, туку бугарско мнозинство.